Добре дојдовте во подкаст Прангов, место каде што разговорите се вистински, луѓето се интересни и секоја приказна вреди да се слушне. Пред да започнеме, јас би сакала да упатам голема благодарност до нашите пријатели. Флукс кафе, идеално место за кафе средби, каде секој голта и ти инспирира за нов разговор. Тато студио Оскар, уметност врз кожа, приказни без зборови. Медиа Поинт, твојот партнер за дигиталниот свет, зашто добрата содржина заслужува добра платформа. И Бербер Инфинити Студио, место за ако сакате да бидете убави. Денес во подкаст Прангов имам двајца гости. Пред да ги најавам, сакам да кажам дека мене ми е огромна чест што ја имам можноста да седам со такви личности кои што се имиња на македонскиот театар, македонската сцена. Моја инспирација, како дете ги гледав по екраните и учев, им ги знаев репликите, а денеска овде со мене се Кирил Трајковски Максим и Благој Чоревски Чоре. Добре дојдовте. Добре нашле. Добре најдовме, фала на поканата, Тара. Како сте? Прво да ве прашам како сте, како ми патувавте? Добро беше, кога патуваш со еден ваков лик, не може да биде лошо, смешно и забавно. Бегета, супер. Супер, а? Како ви се допадна ева македонска каменица на прв поглед? Не знам, јас бидејќи сум помал од него, ќе кажам, јас не можев да пронајдам кога последен пат сум бил со драмски театар во Каменица, но во тоа време кога беше друга држава, ние патувавме се и баш ме радува што е толку добро направен домот. Да, сега е веќе неколку години е направено ново. Јас го знам стариот, така да бидејќи сум помлад, памтам, не за друго. Баш ми е мило дека тука ќе се сретнам со таа прекрасна публика која што верувам дека истата е, не. Да, македонска каменица има добра публика, но кај нас е проблем што многу ретко се случуваат некакви вакви настани. Луѓето не се доволно допрени до театарот. А добро, ја познавате вие Димитровска Тара? Давате и се неизе, она има текстови, пишува, ќе изрежира нешто, ќе направиме. Да. За додека сме овие 2-3 сати тука во Каменица. Да, може, мислам дека имам слушнато за неја, ама ќе ја побарам, ќе се распрашам. Да, познавам, ќе ви дам број. Важи, може после подкастот. Готово, супер. Прво да започнам со Кире. Кој е Кирил Трајковски Максим? Накратко. Како ќе се опишеш ти? Обичен човек, не знам, нормален, народен човек, кој што моментално и цел живот, колку што памтам за себе, се занимава со уметност. Родител на 3 дечиња, реален лик, без лакна на јазик и голем пријател на легенда во мене, на Батко Чоре, да. Што друго да кажам, луѓето ме знаат по народните приказни, најмногу ме препознаваат, затоа што можеби највеќе сме експонирани на малите екрани. Инаку сум и пантомимичар, се занимавам и со музика, во последно време многу поактивно, со Marlon Brando проектот. Што друго правам, не знам. Тоа си работа, не така. Ти се правиш реално, да, се правиш. Тој сум, да. Кажите фабриките што ги имаш сега, чути, кажи. Која фабрика? Не е важна една. Има 2 фабрики. Фабрика за уметност. Аха, добро. Кој е господин Чоревски? Како вие ќе се опишете? Господин Чоревски. Па јас... Не мислувате со господин се. Кире, ти си многу помлад, реално генерација. Јас сум помлад. А, вие сте помлад. Да. Извини, Кире. Јас сум исто како и Кире. Сите актери, ние сме многу обични луѓе, деца, во верба, во тоа што го работиме. Господ ни дал, па покажуваме и на сцена, и на платното, и во приказни, и во сказни, и во се. Јас исто така имам 2 деца, неам 3 како него. Не може секој тој. Тие се веќе, нели, бидејќи јас колку... Кажи дека си дедо. 7 и 9, 16 години, значи јас имам 16 години. Не сте полнолетен уште. Да. Така да,
ме радува тоа што ќе работам во Каменица и што ќе направиме специјално представа само за македонска Каменица. Затоа што нашите луѓе, па и министерствата, забораваат на ваквите помали места. Да. Се согласам. Не ги интересира Скопје, Битола, евентуално Велес. Ако има нешто Штип, Гевгелија, нешто ако не знам. Не па имаме и таму. Ништо нема. Али во секој случај баш ми е драго, баш ќе проверам кога последен пат сум бил со театар во Македонска Каменица. Ќе се јавам во театарот, ќе ми Да, дадат да. Ќе лапне балаче, ќе му текне. Ќе му текне. документи. Дали до сега имате настапувано заедно во представа или во филмови? имаме настапувано. Имате? Ме прашуваме, кој е тој Кирил Трајковски? Немам поима, викам. Да го земи го, викам. Да, меѓу другото, ја ќе кажам, за првиот наш театарски проект, он беше иницијаторот да ме повикаат, бидејќи овие што се државните институции, театри, слабо ме викаат, а и слабо ме примаат, веќе 15 години си чекам да се земам работа. Има еден, се уште постои, нели, алтернативен театар од Пишани, во кој што Чоре е тамо еден од главен од столбовите на движечката актерска екипа. Така. Нешто им се десило со некој актер кој што излегол од тој театар и Чоре ме предложил мене, као земете го Кирил. Да. И така испадна првата соработка. Мислам дека не грешам, така, ти си ме предложил, бајна не ме излажа. И јас и Ирена. Представата се викаше како Среќен мртовец. Среќен мртовец на Маријан. Добра, никој да не знае. Ама тоа веќе беше, ова друга сега да не видно и така дојдовме со Чорка заедно у комбинација и искрено ја се уште многу учам од него, бидејќи е човек со големо искуство, пред се театарско, да не зборам за филмско и за телевизиско, има многу багаж позади себе и ми е голем. Не кажуваш дека заедно игравме во филмот на Јане Бојач, Истинска љубов, ако не се лажам, да. Имав таму една епизодна улога. Тогаш и прв пат се сретнавме на сет пред камери, да. Инаку Среќен мртовец ни беше првиот проект, после тоа дојде еден полски режисер, Гжегош Кемпински. Еден од водечките. Да. И со него направивме уште една представа, за жал се одигра само еднаш, меѓутоа имавме одлично искуство, таму беше и Гоце Тодоровски, и Ивана Стаматовска, Марија Лазарова, Благоја Чуревски, јас, Ирена не беше во представата. Не е во представата, него Ирена е во театарот пише. Да, збориме за представа. Така да со него доста вака искуство се може човек да научи од него. Да, се согласувам. И сега не знам дали смееме да откриеме дека ќе правиме проект или тоа. Можеме, да. Еве Ти правиш проект? Не, Тара, мислам дека Тара. Која Тара бе? Димитровска? Да. Јас правам со нејзе проект. Не па ќе думиме па. Стварно? Да. Така и случајно се најдовме туку у Каменица. Да. Ништо не е случајно. И на мој огромно задоволство ете па со Чорка ќе работиме и ќе биде супер. И на моје огромно задоволство. Што и да направиме, верувајте секогаш навистина има тежина и самиот проект, бидејќи не е обичен глумец. Еден може би од најдобрите во Македонија. Не дека му правам лице, он го знае тоа вака и јавно. Он ми беше и мене гостин во подкастот. Така ли? Да, во втора сезона дојде. И ми кажа многу анекдоти што правеле како и моменталната жална ситуација на македонскиот театар. Да, за жал е така. Инаку Благој Чуревски Чоре потекнува од драмско семејство. Мислам дека веќе половина век неговите корени се на сцената. 80 и ако се земе дека татко ми е еден од основачите на Македонски народен театар, а пред тоа бил во трупите Боем на Петре Прличко и на Чичко Димче Трајковски, за жал починати, иначе Петре ми е кум. Да. Мене ме крстил и брат ми, а Анче не венчала мене со сопругата. Така да, он е од 36-7 година, значи ние непрекинато во Македонскиот театар сме, колку му доаѓа тоа, сега сме 26-та, 80, колку години доаѓа, од 36-та,
89, може 90-ка. Така нешто. Толку сме во Македонскиот театар и многу ми е драго што и мојата внука Илина Чореска во Битолски театар, каде што брат ми работеше и се пензионира, она ќе го продолжи тоа и ќе бидеме над 100. Браво, Да. над 100 години. Да. И јас сакам да работам со... Традиција е тоа, Штета да. што мене ми е криво, например, децава на Чор, јас сум зборил и со тетка Магда, викам, децава не ви стана глумци, и подобро. Не знам зашто. Зашто? Не знам, нека каже он, мајте, никогаш, например, не ги насочувале. Не. И според мене е лошо, например, сега ти ќе бидеш тоа, ти ќе бидеш ова, да ти дава насоки Така, родител. да. Детето само треба да одбере во што Да. најкомфортно се чувства Да. и тоа што сака да го Насила, прави. да. На сила Да. бавина не биду. Да, Ама да. штета што И ете ќерка ми е новинар. Она заврши факултет за новинарство, а син ми е Програмер, информатичар, нешто така. програмер, да. Информатичар, си заврши факултет, си е работи со швајцарска фирма. Па знае кај да. Не, никогаш јас и младиве кои што доаѓаат, затоа што ние со Ирена имаме и подучуваме деца млади, имаме околу 70 деца. Никогаш не кажувам дека ти мораш да бидеш глумец или ќе бидеш тоа. Мора да е твоја желба, од срцето, од тука да потекне, за да бидеш таму, зашто не е едноставна професија. Да, не е. Актерството е непрекината верба во нешто во кое што не е твое. Не е твое. Така, така. Кире, кои се твоите почетоци? Дали македонските народни приказни или пред тоа имаше нешто друго? Како започна ти? Така, мојата прва улога, верувале или не, се случи на 7 години. На 7 години? Да, на 7 години имаше патронат во основното училиште Гоце Делчев и таму ме приметиле, вајда, дека сум такво бев живо, темпераментно дете. И ме земаа во некоја школска драмска секција. Да. Првата улога ми беше на Итар Пеем. Го глумев и тоа беше, не дека беше една-две сценички, буквално као мало представиче од 20 на минути. Знаеш, и од тогаш почна приказната. После тоа се запишав во драмското студио на Афродита Кирјаковска. Таа е голем педагог, може би вака не е многу експонирана, инаку глумица е Афродита, сигурно ја знаеш во МНТ. Со брат ми заедно за Така. факултет. И доста научив од незе, од дете да речеме, се до моето запишување на факултет. Јас бев кај незе во драмското студио, игравме детски представи многу, шетавме ни цела Македонија, нели нормално државме последно време и часови на помали групи кои што тој нели ние како постари батковци таму. Така да тоа се почетоците, после отидов нели во Бугарија кај што има завршено и Благој Чоревски на надвис, да. Јас не сум надвис, јас Благоевград. Добро, нема врска. Бугарската школа, според мене, не дека нешто ја форсирам, меѓутоа се светлосни години пред нас, искрено за мене. Да гледаш ти представа бугарска на некој од големите режисери, Морфов, ајде или не знам, тој да го спомнува, Азарјан, Григор Азарјан, да, во Иван Вазов и да гледаш тука во МНТ, мислам, има разлика. Има огромна разлика сега, кој како сака нека свати, ја кажав, немам влакна на јазик, а и не сум ни вработен, така да баш ми е гајле што ќе кажам. Мислам, тоа е моје мислење. За жал, јас сум постари во почетокот со неја, јас сум од 4,5 години на сцена, затоа што татко ми, мајка ми, се актери, они, кај ќе те носат? Да. Ти немаш, ти си немал избор. Да. Си играл во македонска крвава свадба, тие децата. Тоа ви е првата улога? Да, тоа ми е првата улога и после цело време и додека не отидов на факултет, ме спрема колеги на мајка ми и на татко ми, отидов во Софија, прекрасни професори имав, така да во суштина Бог ни дал нас. Не сега дека ние тројцата сме тука, него навистина ни дал, па можеме да го пренесеме тоа на сцена. Добро, ама се согласуваш дека освен талент треба и работа. И работа. Работа најбитно. 1% талент, 99% работа. Јас велам 0,1. Кај Чоре 10%. 0, не. 0,1% е талент, 99,9% е работа. Така ме учеа професорите, така ме учеа колегите мои, така ме учеше мајка ми, татко ми. Среќен сум што
сум жив уште и што можам да пренесувам и да кажувам какви биле Илија Ѓувалековски, каков бил Гешовски, Нада, Гешовска, Милица Стојанова, Шишман Ангеловски, Петре Прличко, Чичко Тодорче Николовски, Тоа се се големи имиња. Да не го спомнувам. Дарко Дамевски, Ристо Ристо Шишков ми е срце мое. Да. Со него има многу. Повеќе во театар не, али на филм да. Јас моментално сум со толку испомешани емоции, бидејќи слушам толку многу информации и разговарам со такви луѓе како што сте вие. Ви благодарам за таа чест и навистина многу сум среќна што и ќе работиме заедно, ќе направиме еден толку интересен убав проект. Верувам дека ќе биде. Да зборнеме малце за тоа. Па може ако сакаш. И ако сакате и вие може, мене не ми е Јас сум проблем. Чичко Иле, дедо Иле. Чичко Иле, Перо, јас ќе бидам Наташа. Да, Наташа. Да. Владо Нечиновски ќе биде во проектот И Ирена се Јес. разбира децата кои што се прекрасни. Точно, нашите деца од Македонска каменица. Прекрасни се. Се ги пофалиме само и луѓето кои што застанаа нели позади овој проект. Да, јас Позорите твои. Јас искрено не верував дека точно овде толку луѓе ќе ме поддржат за овој проект. Искрено не верував толку. Прв проект од ваков тип, голем, мислам, со Ова е различни имиња имаш во Проектот ти е проектот. многу добар. Проектот е добар. Текстот е, значи, подложката е многу добра. Текстот е современ за животот во еден мал град, како што е Каменица, како се живее, меѓучовечките односи и сите со своите манири, проблеми, да. Та биети. Источњачки. Мада чуре, вика, ако идеме од друг град, па ние не мора да кажеме дека смени го само името. Да смениме, да, реално да, ние во нашиот менталитет е тоа, да, Балкан. Дори би рекол Скопје дека е побетер од било помали. Стварно? Па како? Човек. Добро, Скопјани малце се знаеш. Не пак, бидејќи поголем град, толку... Тие немаат дворови. Скопје многу малку со дворови. Јас знам, бидејќи сум помлад од вас, ги памтам тие работи. Имаше дворови, имаше, ќе дојдат другарите, ќе седнат, ќе играт и тука. Сега нема двор. Од зграда слегуваш, од лифтот одма си на улица. Многу малку дворови има, малски живења нема, а ние баш тоа во текстот Нека остане меѓу нас. Точно тоа го кажуваме. И мислам дека е универзално. Тоа што тебе те влече македонска каменица да кажеш, тоа е друго. Јас не би кажувал дека е македонска каменица, затоа што некои работи многу поубаво се живеат во македонска каменица отколку на друго место. Па на запад ја мислам дека луѓе го гледаш. Ете Тара имала можности се уште вајда ти си таму, фактички сега си тука само за проектот. Така, да. Привремено. Да, нели таму луѓе што сум слушал, паметните и богатите не живеат во градот. Да, живеат на страна во помалите и патуваат цело време, затоа што во градот се знае што има смрад, има загаден воздух, имаш гужви. Словенија, види нашите колеги, ние... А овде го има тоа на тацна. Не знам што идат луѓе во сите Скопје да живеат, али најверојатно ради работите. Ради работа, бидејќи има повеќе избор за работни места и услови, додека тука е една улица, тука се рудникот не е централно, значи без рудникот не би функционирала ни македонска каменица, потоа се маркети, кафичите, кафани. Студио за тетовирање нешто ако има некој. Не, како? Не изиме. Абе, седи ти. Не издавај. Ево исклучи го, нема врска, слободно исклучи. Подкаст по-лабаво, ете, ја имам подкаст, знам како. Ја се извинувам. Не, нема проблем. Чекај ја да не ги исклучиш. Па добро, ние можеме вака до утре да се избориме. Дај уште некои прашања, вака ни тргнам, или сакаш да завршуваме? Па веќе мислам да призавршиме. Добро, како мислиш ти, па пустуваме парко? Па да направиме некоја... Да, после ова, меѓу другото, ние имаме првата официјална проба, излегуваме на сцена да ја почнеме со поставување на нашата представа, за која што планираме премиерата да биде 23 и 24 мај. Да, така.
Со Премири со има? среќа, две. две. Јас се мислев една. Не, 23 и 24 мај. Сабота и недела, така Така, го викенд, кога 24 луѓето се послободни да можат да дојдат и да гледаат, да се посмеат, да се расположат и Да, и нека дојдат долчевчани, моите Да. земјаци таму сите ги канам. Нека дојдат и штипјани, и кочанчани, затоа што мислам дека ќе направиме добар проект. Да. Загрејани сме доста. Отворена нека биде и Битолчани и Велешани. Да. Ма добро, малце далеко е сега, еве може ние да отидеме таму. Не се знае тоа. може Да ако направиме. добиеме понуди за Зашто да не? соработка, да, зашто да не? Па и Ние сме недостатоци отворени. Така е. на македонската Здравје ќе биде театарска се. сцена проекти Да. биде. Поле, се во свое време, јас така велам. Да. Ви благодарам навистина уште еднаш за што прифативте да гостувате во нашиот подкаст Прангов. Пред самиот крај сакам уште еднаш да упатам голема благодарност до нашите спонзори Flux Cafe Premium, Тато Оскар Студио, Media Point, вашиот партнер за дигитална содржина и Berber Infinity Studio, ако сакате да бидете убави. Ви благодарам што бевте со нас, се гледаме во следна емисија. Чао! Чао, чао.